Сум против овој закон, зашто не можам да се помирам со фактот дека некој може толку лесно да донесе одлука во моје име, а јас да немам право на глас. Одлуки што се однесуваат и длабоко допираат во мојот приватен живот и во мојата интима. Кога кажувам некој, мислам на пратениците, што ние сите ги плаќаме, а тие си земаат за право да одлучуваат за нашиот живот, како ќе се однесува и одвива понатака. Кога ќе поднесете барање до првостепената комисија, ви кажуваат дека е тоа чисто формално и ве препраќаат одма на второстепена комисија. Таму се соочувате со најголемиот шок. Второстепената комисија е составена од 3 члена доктори, тоест 2 доктори и 1 социјален работник, што вие воопшто не ги гледате тие, може би седат во некој кафич и ви ги подпишуваат вашите документи, вие запечатуваат судбината, кога и за 3 дена добивате негативен, се разбира, одговор на тие документи, не ви преостанува ништо друго него да земете и да ги прочитате печатите, кој тоа ви ја запечатил вашата судбина. Кога ќе прочитате печатите, е трагедијата уште поголема, барем за мене, кога ќе прочитате дека таму е некој си доктор за стерилитет, некој си доктор ендокринолог и некој социјален работник. Јас и денеска се прашувам тој социјален работник кого советуваше, пошто со мене не се сретна, дали ги советуваше докторите што треба таму да подпишат. Тоа не ми е јасно и не можам да си го објаснам. Тоа е жално за мене, а жално мислам треба да биде и за нашите господа пратенички што се во парламентот, што кога се донесуваше овој закон не се земаа за право барем 3 збора да кажат дека е тоа наше право, дека не може никој, апсолутно никој да одлучува за мене, за мојот приватен живот. Не знам друго што би кажала. Сигурно ќе кажат дека овој закон се применуваат и во други држави, само што тука нашите пратеници, нашите власти го земаат тоа на нив што им одговарат, затоа што ние горе-доле сме информирани што се им следува на другите во другите земји, затоа што најмалце 2 години им следува породилно, најмалце им следува до 18 години месечен надомест на тоа дете. Ако сте самохран родител во некој земји, автоматски добивате стан од државата, а тука кај нас само 9 месеци породилно, на тој закон тие што го скоцкаат таков каков што е, 9 месеци породилно, не дај Боже, ако побарате боледување за нега на дете, на нашите пратеници им беше многу 100% што ни исплаќа, па сега 70 или 80, не сум сигурна колку се исплаќат од нашата плата, примање околу 150 евра. Значи, од се тој закон што тие сметаа дека е добар, дека си формираа некоја нивна комисија, кога ќе побарате разговор со таа комисија, пошто не можете вие да се сретнете да ги видите, едноставно не се достапни и ќе ви одговорат тие се одгоре поставени. Значи, не можете да дојдете. Јас лично го побарав господинот од Систина, доктор Слободан, мислам се викаше. Не беше, не ми текнува во моментов и ми рекоа, господи, ако имате проблем со стерилитет, може да го побарате. Значи, тој доктор за стерилитет, што е во Систина, мене ми го запечатува живото понатака. Значи, тој некој си социјален работник, тамо, и запечатуваат мојата и многу други судбини. Може ли да се разкажете вашата прекрасна
новинарите веќе интересира? Не, јас само тоа би кажала во моментов.